Драги гледачи, еве повторно сме заедно со вас. Го продолжуваме разговорот за врсничко насилство, нашиот нов подкаст на Сдруженијето Сумнал. Јас сум Елена, инаку имам убава, позитивна соговорничка. Денеска зборуваме, односно ќе го продолжиме разговорот, но во сосем поинаков правец. Денеска зборуваме повеќе за емоциите, што треба да сториме и така натаму, но да не должам многу, да ви ја представам нашата гостинка. Станува збор за Наташа Бекирова, која што е лиценциран психолог, семеен терапевт. Здраво и до вас. Како сте? Здраво, здраво. Многу пријатно во ваше друштво. Мило ми е. Ви благодариме за сето ово издвоено време, вашата енергија и труд, што можеме заедно да се работуваме и позитивно да влијаеме за нашето општество, за нашата заедница, нели, за да го подобриме нашиот живот и животот на нашите деца. Кога зборуваме веќе за врсничкото насилство, образложивме што е, какви видови има, да ставиме акцент повеќе на самото дете. Кога детето доаѓа дома, како се однесува, како ние како родители, роднини, пријатели, соседи, можеме да препознаеме дека со детето се случува нешто друго. Може би детето претходно било позитивно, ведро, си играло можеби повеќе на улица, со другарчињата, комуницирало повеќе, гледаме дека нешто можеби детето затворено, или се случува некако дека размислува многу, еве да кажеме како изгледа на возрасен. Што се случува со детето, односно со неговите емоции, кога е жртва на врсничко насилство? Вие многу убаво го опишавте како во суштина се однесува едно дете кое што трпи насилство, дали е тоа на училиште или негде во надворешната средина. И токму тоа се случува кога прво тоа и го забележуваат родителите всушност. Најпрво има некое, кај детето прво се забележува некое повлекување. Многу често седи во соба, не сака да комуницира, се што претходно сакало да прави, имало некакво хоби, не знам, тренирало нешто, сега некако избегнува да оди на тие активности кои што биле надвор од нешто што навистина детето го сакало, престанува да сака да го прави. Значи, повлекувањето е некое прво нешто што се забележува. Исто така, оно што родителите го опишуваат кога ќе дојдат на терапија е дека се приметува некоја интензивна раздразливост кај детето. Односно, детето е некако по-иритабилно, бурно реагира на ситници кои што претходно не би изреагирало секако. Сега, ако се запрашаме кои чувства стојат баш за овие однесување, е токму најистакнато чувството на лутина и бес и чувството на неправда кое што го доживува детето. Тоа е, нели, обземено со она што му се случува на училиште, преоптеретено е со тоа што го врви низ процесот на булинг и преполно со бес затоа што не може да се справи самото. Од тука потекнува таа чувство на лутина и бес. Исто така, многу доминантно е чувството на тага, и од тука, ако многу долго применувам булинг врз одредено дете, многу често доаѓа до потреба од медикаментозна терапија за да се реши тагата, затоа што многу знае да биде интензивна. Чувство на вина, исто така, многу децата некако имаат чувство дека тие придонесуваат, односно тие прават нешто што баш тие се тие кои што ќе бидат малтретирани од некој друг во оделението. Исто така, некако имаат постојано некој чувство дека, нели, чувство на неправда, како што опишавме, на осаменост, се чувствуваат сами во нештото, затоа што се некако тие против целото оделение, така некако како сами во ова што го врват, доколку се додека не се одлучат да поразговарат со некој. Кога станува збор за одлуката, донесувањето на одлуката кај детето дека сака да разговара со некој, со било кој да е. Дали станува збор за соученик, дали станува збор со родител, или можеби наставник, или можеби сосем друго лице, но сепак решава. Дали често децата решаваат да разговарат на таа тема, или можеби поголемиот процент се повлекуваат и решаваат
еве, да рече дека нема гајле, јас можам да го решам тоа само, ајде може би ќе помине, па ќе видам, може би следното полугодие, или ќе игра може би со други другарчиња. Причини има многу. Дали детето решава да преземе, да се разбереме, потребна е храброст за да се преземе нешто, имајќи ја предвид возраста. Друго е кога нели сме возрастни, а друга кога сме деца. Децата нели се знае, потребна е поддршка и самодоверба за да се застане цврсто и да се рече дека и јас нема веќе ова да го трпам, нешто не е во ред. Моето искуство зборува дека обично поминува подолго време додека едно дете не се охрабри да зборува. Најчесто кријат од родителите, мислејќи дека навистина тие се причината и тие нешто прават погрешно. Исто така, не спомнав и во првото прашање чувството на страв, и тука владее во голема мера стравот кој што го има детето да не случајно се направи уште полошо, па недовербата дека нема да му се помогне. Што ако кажам, кој мене ќе ми помогне, кој ќе дојде на училиште, пак ќе биде исто. И многу често моето искуство зборува дека разговарат, апелираат децата единствено во моментот кога за нив е веќе неиздржливо. И најчесто одлучуваат да кажат на родителите откако поминале месеци и месеци кога го трпат булингот. Еве веќе разговаравме за тоа дека булингот најчесто се случува во училница. Но дали булингот претходно може да потекнува, особено кога станува збор за детето агресор, дека претходно тоа веќе носи, еве да речеме, носи некакви негативни емоции, случувања, спомени од неговиот или незиниот приватен живот. Може би семејниот живот, родителите, се случува нешто дома, или пак нешто се случило кое што може би никој не го знае. Дали изворот на врсничкото насилство е само во училницата или може да биде и надвор? Да, ова е многу точно што вие го кажавте, дека во суштина булирани деца или малтретирани деца се оние кои што се потивки, поповлечени, може би да, нешто им се случува дома кое што некако ги тишти, ги прави да бидат малку помирни во однос на другите, и тоа е навистина точно, дека тие се поголема мета почесто се мета на децата кои што вршат насилство, односно на децата насилници. И жално е што булингот навистина не завршува во училницата. Тоа се случува и надвор, кога ќе излезат на одмор, па детето е пратено, па се уди по него и се применува, дури и физичко насилство може да се случи, меѓутоа и самото вербални навреди, па се случува да да одат по детето и да го имитираат, па сите после останатите деца да се смеат. На некои жилишни активности, доколку се сретнат детето жртва и детето насилник, исто така може да се случи, што е многу страшно во заедничките школски групи, каде што детето се навредува, се повредува со секакви зборови, и тоа најжално е што тоа сајбер насилство е присутно преку целиот ден. И не е тоа само училиштето, не е само тие неколку часови додека се на настава, туку и дома детето е оптеретено и исплашено што сега ќе напишат во групата за мене, па повторно ќе има исмевање и така. И исклучително е тешко да се издржи насилство во толку голем период од денот. И токму заради тоа, навистина го поздравувам ова што вие го работите, затоа што булингот исклучително важен да развиваме свеста за него, затоа што остава многу тешки последици кај деца. Исто така мислам, да не речам можеби сигурна, дека кај детето постои страв. Како да каже на родителите? Што ќе рече мама, што ќе рече тато? Точно. Дали е тоа така? Да. Стравот е во суштина во позадина многу интензивен и многу често е пречка да не се разговара, да се каже на родителот или на наставникот. Може би и недовербата, дека навистина може да му се помогне. Укажавме и на фактот дека
жртвата и агресорот не се единствени учесници, да речеме, во сето тој голем процес, бидејќи не е едноставно. Така. Што со другите? Другите другарчиња, другите сведоци, да ги наречеме нели како сведоци. Так. Еве јас како сведок сум на врсничко насилство. На мој другарче, а другото другарче врши некаква негативна активност врз моето другарче. Што треба да сторам јас? Да, најчесто тоа се деца кои што исто така се плашат да заземат страна, затоа што можат се плашат дека и нив истото може да им се случи. Насилникот е страшен и за нив и токму заради тоа одлучуваат да се повлечат, да стојат настрана, пасивно, не поддржувајќи го детето кое што има проблеми, кое што е болирано. И во суштина во нив е најголемата моќ. Доколку тие успеат доколку успееме да создадеме свесност кај децата, кај најголемиот број од децата, тие се навистина моќналка во која што можат да делуваат многу и да создадат некакви помали групи каде што ќе го повлечат детето кое што болирано, ќе го вклучат во некакви активности, ќе го поддржат, ќе го охрабрат и на тој начин и самото дете кое што трпи насилство ќе се почувствува припаднато, дека припаѓа во одредена група, дека не е само и токму заради тоа малку ќе апелирам и до родителите навистина да разговараат со своите деца кои што се школски деца и да им објаснат колку е важно доколку се некакви сведоци на булинг, а булингот е многу чест, навистина да преземете иницијатива да создадат такви мали клики, ги викаме ние, каде што ќе можат да му помогнат на детето кој е болирано и исто така да им отворат можноста да кажат на наставниците. Тоа е еден од начините на кои што навистина можат да постапат. Кажувајќи на класниот, на некој било кој што е возрасен во училиштето, може тоа да е психологот, педагогот, директорот, стварно да се апелира за тоа што се случува во училницата. Врз основа на вашето искуство, има ли деца кои се, да речем, храбри, да стапат во измеѓу таа борба, тој напад и од едната и од другата страна и да речат не, јас ќе бидам на страната на моето другарче и дека не е во ред она што го правиш? Има, да, се случува, има дечиња кои што се многу свесни, се едуцирани, воспитувани се нивните емоции и ја препознаваат, емпатични се, ја препознаваат така и другарот кој што е болиран, стравот, немоќта и реагираат. Меѓутоа најчесто се помал процент од оние кои што се пасивни посматрачи не се осмелуваат да се охрабрат и не се доволни само како единка. Кои се, еве да речеме, први чекори што треба да ги направи детето кое што е жртва на врсничко насилство? Што е во моментот прво, бидејќи нормално стравот е тој што не само децата, туку и нас не парализира и нели психиката не функционира воопшто. Точно. Сите рефлекси, цело тело, значи се здравува, се блокира и навистина стравот доминира. Дали постојат некакви кратки финеси кои што ќе придонесат за тоа дете да излезе од таа ситуација, барем на момент? Не е вистинскиот термин, но еве ќе го спомнам за да спаси глава. Многу убаво го опишавте како точно стравот го чувствуваме сите ние, особено децата, кои што немаат развиено толку одбранбени механизми како ние возрастните. И токму тоа е, нели, таа парализираност, чувство на немоќ и баш така се чувствува едно дете кое што е само против сите во училницата. Сега, што е на што детето може да превземе? Јас верувам дека и се надам дека овој подкаст ќе стигне до поголем број на школски дечиња и ќе видат, ќе извадат нешто од ова за нив корисно и навистина ќе можат да го применат. Ако чувствува дека било која шега или било која однесување спрема нив не им е лагодно, не им е пријатно, ги навредува на некој ниво, најпрво треба, не знам, некако да бидат свесни дека тоа не е навистина нивна вина, дека не е нешто што
со кои што тие придонесуваат. Најважно од се е да видат дека непријатноста потекнува од другата страна и е нивни проблем и некако да соберат храброст да кажат на некој било кој возрастен. Најдобро е најпрво да се разговара со родителите. Навистина автентично да кажат на родителите како се чувствуваат, што им смета, за да можат родителите понатаму да разговарат со било кој од училиштето. Една од причините зашто го правиме овој подкаст, односно не пласираме оваа содржина, е тоа што треба да бидеме свесни за последиците од булингот. Бидејќи булингот е негативна појава, не е позитивна и се подразбира дека негативните последици ќе бидат многу големи. Во самиот процес, во самата случка, вклучено е детето жртва, детето агресор, родителите и од едната страна и од другата страна, сите служби, цело обкружување. Накратко, да кажеме кои се последиците кои што ги има и жртвата, родителите, семејството, се менува дома. Точно. Значи не е ништо повеќе исто. Што ако дознаат другите, но да не заборавиме и дека последици има и агресорот, односно детето агресор, каде што не треба да се иземе од фактот дека тоа е криво и сега го тргаме на страна. Туку дека треба да го решаваме проблемот, причините зошто тоа дете всушност е агресор. Последиците исто и за тоа семејство, родителите, срамот, моето дете, зошто прави, како прави, кои се последиците, причините и сето останато. Кратко, нели, бидејќи имаме ограничување во време. Последиците најсилни се за детето жртва. Само за да направам споредба колку е силно за една личност, кога сите ние би се вратиле наназад, сите имаме некоја случка на која што многу интензивно се сеќаваме, кога сме биле во некоја ситуација кај што на некој начин било булинг. За да ние до ден денес како возрастни ги паметиме толку силно, тоа е само показател колку булингот навистина влие врз личноста на детето. Повторно ќе спомнам, најголем трпител на штетните последици е детето кое што трпи насилство и тоа се многу долготрајни последици. Од искуство можам да кажам дека работата со деца кои што трпеле долго булинг е исто толку долга колку што и трае булингот, може и подолго. Значи, им се разнишува самодовербата, многу често не сакаат да одат на училиште, па трпеш наставата, едноставно месеци и месеци губат, избегнуваат да одат на училиште, понатаму се борат со анксиозност, многу често се јавува, која што е многу тешка за издржување, депресивни чувства и така натаму. Значи, тие сите се многу тешки и долготрајни последици. Семејството и како се раздрмува, било кој тип на насилство ги раздрмува сите членови. Родителите се многу обременети со чувство на вина зашто порано не препознале. Многу се обременети со потешкотија, некако што не се мокни, не се таму за да се го заштитат детето. Детето е само на училиште и некако пробуваат да разговараат, меѓутоа бара одредено време додека не се растерети целата таа ситуација и за родителите е навистина тешко. Токму заради тоа и неретко и тие бараат да дојдат на терапија за да се едуцираат како тие сега да постапат, како најдобро да го поддржат детето, кои чекори тие треба да ги превземат и така натаму. И точно и навистина е многу правилно оно што го рековте дека и детето насилник треба да се работи со него, да се работи на развивање на емпатичноста, да се работи на едуцирање на неговите чувства и како да ги препознава кај себе, може би е во позадина некоја потисната агресија која што е манифестирана на некој дете кој што го чувствува помалку мокина од него. И точно е дека сите кои што се вклучени во тој круг се засегнати и треба да се работи, да им се помогне. Така, почитувана Бекирова, ви благодарам за вашето издвоено време, за сите овие споделени информации. Има уште што да се зборува за врсничкото насилство. Продолжуваме да работиме на оваа тема заедно.
Ви посакувам успеси и секако се гледаме во следна прилика. Да. Јас на вистина вака би сакала да ви изразам огромна почит заради полето на кое што действувате и ја ширите свеста и се надевам дека што повеќе деца ќе имат можност да огледат овој подкаст, затоа што мислам дека е исклучително многу важна тема. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Драги мои, го заокруживме и ова издание. Секако, очекувајте ново издание, имаме уште што да зборуваме на оваа тема. Ве поздравувам и секако, бидете добри деца. Поздрав!